проекти само се празно слово на хартија. Малку е дискутабилно како е можно да се направи волку голем трошок, а од друга страна да имаме податок дека моменталната реализација на буџетот на општина Газибаба е само 38%. Од овие 38% за поддршка на локален економски развој има само 1,3%. Урбанистичко планирање 6,9%, одржување на локални патишта 7,2%, изградба на јавно осветлување 4,9% и оние кои последниот месец дена поминуваат по улиците во Газибаба ќе видат дека улиците се во тотален мрак. Цел месец дена, тотален мрак. Изградба на систем за отпадни води 6,5%. Капитални трошоци на општината 22%. Програма за урбанистичко планирање и уредување на просторот 20% или вкупно 38% реализација на буџетот на општината во ноември месец. Понатаму се пофаливте дека сте вовеле СПО електронски систем за пријавување на тековните обврски на општините и на другите институции кои што се на другите државни институции. И тоа е добро, сте направиле некој проект, но она што сте го заборавиле да го кажете или намерно не го кажувате е дека во овој систем се пријавуваат сите трошоци кои што ги има општината и сите други државни институции кои што се во рамки на општините. И внатре се пријавуваат сите тековни трошоци кои што се за плаќање на струја, вода, парно, кредити кои што ги имаат државните институции и други трошоци кои што се како тековни трошоци на самите институции. Но исто така, овде заборавате да кажете дека секоја една државна институција има обврска до 10 во месецот да ги пријави трошоците кои што ги има за следниот месец. Исто така, не кажувате дека блок дотациите кои што доаѓаат од ресорните министерства на општината и на сите основни училишта кои што се во рамките на општините, секој месец им се каснат и согласно каснењето кои што го правите од страна на Министерството за труд и социјала или Министерството за образование, основните училишта или другите корисници на овие буџетски средства, односно корисниците на овие блок дотации, каснат со подмирување на своите долгови. И всушност, овие предвидени долгови кои што се пријавени во рамки на електронскиот систем, не се трошоци кои што се навистина направени, туку се трошоци кои што се тековни и кои што поради каснењето на префрлувањето на блок дотациите се касни со исплатата од страна на институциите во рамки на општината и самата општина. И бидејќи, како што кажав на почетокот, немате реализирано ниту еден проект, добро ќе биде постоечкиот систем и постоечкиот софтвер кој што сте го направиле за овој електронски систем, бидејќи онака не сте користеле многу финансиски средства. Ние претходно владата на ВМРО ДПМН набави електронски систем, набави софтвер. Основната потреба сте имале, така да можете да употребите малце повеќе финансиски средства во овој аспект и да го надградите, а со тоа ние ќе имаме можност да ги видиме кои се реалните потреби, односно кои се реалните долгови кои што ги имаат сите државни институции, бидејќи на тој начин ќе видиме кој е тековен трошок, односно тековен долг за плаќање на тековните трошоци, сметки за струја, вода, парно и така натака, а кои се навистина реалните трошоци кои што ги има плаќање општината. Исто така, ќе бев многу благодарна доколку овие средства кои што се префрлуваат на сметките на општината, а посебно на општина Газибаба, се за реализација на капитални проекти кои што беа ветени на граѓаните на општина Газибаба, но до ден денес, за жал, не се реализирани. И само како пример, ќе ги земам неколку од поголемите проекти. Беше помпезно најавувана гасификацијата во општина Газибаба. Рок за почеток на реализација 2017 година. Сега сме на крај на 2018 година, искрено за гасификацијата во Газибаба не се ни слуша, а ниту пак се има информација дека недека е почната да се прави. Тоа значи дека нема капитален проект. Но исто така, од оние трошоци кои што ги наведов, дека досега ги имаат направено самата општина, од тие 38% реализација, можете сами да забележите дека не прочитав ниту еден капитален проект. Исто така, сегашниот градоначалник
доби многу гласови од населеното место Сингилич. Но до ден денес, градинката која што ја ветуваше како прв капитален проект од овој карактер, ќе започне во 2017 година, денеска сме 2018, крај на 2018 година, градинката во населеното место Сингилич се уште ја нема. Понатаму, се ветуваше дека ќе се направи поликлиника во Автокоманда. Поликлиниката во Автокоманда се уште ја нема. Се ветуваше комплетна реконструкција на Гемиџиска во населба Железара. Но она што граѓаните кои што живеат во населбата Железара, освен тоа што секојдневно се гушат, немаат ништо друго. И оние малку дрва кои што ги имаше, сегашниот градоначалник целосно ги исече. И наместо да се обезбедуваат финансиски средства за плаќање на неуспешен референдум и плаќање на тековни трошоци за кафани, сметки за кафани на тековните предпоставени по вашите државни институции, добро ќе беше мерната станица во Гази Баба да ја поправите. Не работи од јули 2018 година, а сите знаеме дека Гази Баба е една од најзагадените општини во Македонија. Исто така, во ребалансот на буџетот кратите големи финансиски средства од ставката за Министерството за животна средина и тоа ќе беа доволно финансиски средства да се поправи мерната станица. Дали не сакате да поправите мерната станица намерно за граѓаните да не го креваат својот глас? Или навистина парите ви се потребни за нешто друго? Понатаму, ветувавте дека ќе направите градинка во населеното место Керамидница. Крај на 2018 година. И не само што ветувавте, овие финансиски средства беа предвидени и во буџетот на општината, но беа предвидени и во буџетот на Министерството за труд и социјална политика. 2018 година заврши, локациите се уште не се најдени, ниту пак има распишан тендер за одредување на локации или пак тендер за започнување на изградба. Оваа градинка беше предвидена и во буџетот за 2017 година. Тендерската процедура во подготовка на тендерот е завршена од страна на владата на ВМРО ДПМН, но се вида дека ниту градоначалникот, ниту Министерството за труд и социјална политика немаше доволно капацитет за да ја спроведе и да реализира оваа градинка. Понатаму се ветуваше дом за стари лица во населеното место Маџари, но и од тоа нема ништо. Локацијата беше обезбедена од страна на претходниот градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН, но овој градоначалник не успеа веќе подготвената тендерска постапка, барем тендерот да го распишеше, ако ништо друго да го распишеше тендерот. Парите, односно финансиските средства беа обезбедени и во буџетот на општината и во буџетот на Министерството за труд и социјална политика. Благодарам.